Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што особено ќе биде атрактивна за луѓето кои што можеби се преориентирале себе си можеби на вегетаријанство и веганство, а и генерално ќе биде атрактивна за секој од вас затоа што денеска зборувам за омега-3, есенцијалната масна киселина која што многу од луѓето изостануваат да ја внесат во нивното тело, а е есенцијална затоа што нашето тело не може да ја создава. За омега-3 имам зборувано неколку наврати и во иднина ќе зборувам многу често затоа што е важна, но на што денеска сакам да ви го дадам како вредност и да ви го дадам како информација се 5 растенија од кои што реално може да извлечете омега-3, од кои што може да ја добиете оваа есенцијална аминокиселина, и затоа реков особено ќе биде интересна за луѓето кои што се вегетаријанци и вегани, кои што не јадат риби, избегнуваат животинско потекло на храна, од причина што е здраво да можеби и е поздраво да бидете вегетаријанец и веган, но во секој случај е нездраво да не ја внесувате оваа есенцијална аминокиселина. Растенијата, значи прво да разграничиме, омегата 3 која што нашето тело ја добива и ја обработува, практично треба да ја конвертира во ЕПА и ДХА. Тие се две се масни киселини кои што се всушност омега-3, но телото мора да ги конвертира во таков облик за да може да ги користи. Она што растенијата го имаат се вика алфа-линолеумска киселина или LAA, познато во нутриционистички кругови, и кога вие ќе донесете алфа-линолеумска киселина во вашето тело, телото треба да ја конвертира во ЕПА и ДХА за да може да ја користи и да се обавуваат тие метаболички процеси. 5 растенија кои што имаат најголем процент на оваа киселина, на прво место јас би го ставил чија семето. И чија семето само со 28 грама доколку внесете чија во текот на денот, вие ќе обезбедите и повеќе од вашите дневни потреби за оваа киселина и да таа се конвертира во ЕПА и ДХА. Односно со 28 грама чија семе некаде ќе внесете над 4000 милиграми на LAA, киселината алфа-линолеумска. Друго исто така кое што многу ќе ви помогне е семето од коноп или марихуана без ТХЦ, попознато. Исто така содржи голема количина на оваа киселина. На трето место би го ставил оревот, кој што е и познат за добра функција на мозокот. 28 грама на орев некаде ќе внесете преку 6000 милиграми на оваа киселина, што е фасцинантно и ќе обезбедите многу повеќе од што реално ви треба. Исто тука би го ставил лененото семе, кое што е вакво изобилува со LAA и некаде со 28 грама мислам дека ќе внесете најверојатно над 2000 отприлика милиграми на оваа киселина. И исто така нешто што е многу популарно и јас топло ви го препорачуваме користењето на масла од алги или било какви додатоци од алги, кои што, било какви додатоци од алги кои што содржат голема количина на оваа киселина, вклучително на тоа алгите, бидејќи живеат во море, содржат и ЕПА и ДХА, не содржат само LAA киселина, затоа што едноставно живеат во морето и вајда природата на нештата ги создала да ги имаат и веќе овие киселини кои што директно телото може да ги обработува, затоа што сепак се работи за води кои што се ладни и води кои што провоцираат да почне да се создава омега-3, која што омега-3 е важна за целиот животински свет во морињата, кој што го чува за да не замрзне во тие ладни води. И тоа е една работа која што исто така сакам да ја знаете, дека колку сте посигурни дека рибата доаѓа или било каков производ од морето доаѓа од длабоко море, тоа значи дека ќе изобилува се повеќе со омега-3. Така да тие се 5 работи, 5 растенија кои што јас би ви ги препорачал и ги ставил во топ 5, да ги имате во вашето секојдневие и да ги комбинирате.
не само да се фокусирате на еден, доколку сакате да обезбедите доволно омега-3, а при тоа да не биде од риба или да можеби да не биде од додаток во исхрана, но пак на крајот на денот, на што јас го правам и ви го препорачуваме да гледате да правите комбинација и на додатоци во исхрана и на класична исхрана, затоа што така на наједноставен начин ќе успеете да ја донесете оваа есенцијална аминокиселина до вашето тело. За оваа тема и денеска имам толку да ви кажам и толку да зборувам, доколку имате било какви прашања поврзани со исхрана, вежбање и она што јас би можел да ви помогнам, користете го или хаштагот #AskJosif или комуницирате ме во приватна порака и ќе дадам се од себе да ви донесам вредност. Се гледаме во следна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!